сега имаме на линк нашата Ивана, која што ќе ни каже нешто многу повеќе за тоа какви се навиките на просечниот македонец околу појадокот и што се појадува во главниот град. Добро утро, Ивана. Добро утро, Сузе, до тебе, до сите наши гледачи, до сите во студиото. Верувам дека многумина од вас можеби ми завидувате доколку не го имавте се уште вашиот појадок, а верувам дека тоа не дека тоа е така што нема дефинитивно ништо побаво од кога ќе не разбуди мирисот на свежо печен леп или пак мирисот на свежо печено печиво или пак бурек. Да, ова утро ве поздравуваме од една од најпознатите скопски пекари. Навистина ова утро се надевам дека ќе ни извинат сите муштери, сите купувачи кои што ова утро се наоѓаат во пекарата Силво, затоа што им направивме малку метеж. Фреквенцијата на луѓе и сите оние кои што го купуваат својот појадок е навистина огромна, тоа можете да го забележите и од камерата, но за тоа што сакаат најмногу да појадуваат скопјани, ова утро ќе разговараме со Верица од Силбо. Верица, пред се ќе ви посакам добро и убаво утро. Ви благодарам што одвоивте време и што не примивте во ова и тоа како голема гужва токму во пекарата каде што навистина се произведуваат многу голема број на пецива и лебови и пекарата која што е за многу нели од скопјани првиот влез нели негде каде што одат наутро. Ви благодарам. Добро утро на сите. Добро дојдовте во нашата пекара. Мило ни што сте наши гости. Видите, кои се првите купувачи, кои се кога ќе дојдете на работа, вие ми споменавте дека за вас работното време почнува во 6 часот. Кои се првите купувачи кои доаѓаат? Претежно од Сабајле доаѓаат дечки, мислам млади што се враќаат од град. После тоа продолжуваат со постарата генерација, што доаѓа на доручек да избегнат поголемата гужва, па после дечињата се наред и така поред сите. Огромен број на пецива имаме во пекарава, која е навиката на скопјани што најмногу сакаат да појадуваат, што купуваат наутро најмногу. Најмногу од Сабајле си продолжува традицијата со бурекче и јогурче. Најмногу. Се троши што оди потоа иде Силво геврекот, па останатите други работи што не се така најактуелни. Да, Силво геврекот е еден од така нели попознатите кои што го знаат нели луѓето на геврече со сланина, кој што секако нели ни е и тоа како потребен тој протеин во текот на утрото. Имате многу видови на бурек. Порано сме запознаени дека нели бурек со месо и сирење беше најноставното, кај вас има навистина десетици видови. Како ги прифаќаат еве луѓето новите видови на бурек? Одлично ги прифаќаат, затоа што сите сакаат новитети, сакаат да пробаат нешто ново, али сепак повторно се враќаат на бурек со месо и сирење. Така споминавте дека вашата пекара не е затвара, нели, односно работи 24 часа. Кога почнува еве работниот ден на еден пекар? Кога доаѓа на работа за да ги замеси нели сите овие работи кои што се наоѓаат на полиците на пекарата? Па почнува во 5 во Сабајле, за да може да стартува да замеси тесто, да биде све кој што треба да биде, можеме ние да го изработиме целиот ден кој што треба да си функционираме во текот на денот. Да, има истина голем број на видови, не можев да ги избројам, се обидов да ги избројам лебовите. Кој е најпродаваниот, најтрошениот леб, најбараниот леб кој што го имате и кој што граѓаните еве секојдневно се навраќаат нели да купуваат? 100% е белото лепче, значи традиционалното што е турското, тетовското, дебармалското, селското, а после тоа иде безквасниот леб, тој ни е најбаран, најтрошен, арабо лебот, тоа ни е ржано лепче, интегралното чијата и банати. И другите успат што се трошат. Значи сепак имаме и здрави работи, не е само белиот леб, нели, кои што го имат, имаме и здрави лепчиња кои што и тоа како имаат нели голема нутритивна вредност. Велите бурекот и јогуртот е она што останало нели на скопјани, но кој друг еве останат продукти најбараниот и најтрошениот производ? Густапчињата, кифичките, тоа е, што е останато од старо време, што се троши. Како изгледа еве еден работен ден, може да ни кажете на пекарот? Накратко, колку рано станува, така да. Веројатно нели многу рано станува, треба да дојде за да ги направи нели сите работи кои што се потребни за текот на денот. Вака имаме, значи 3 смени имаме,
3 смени пекари имаме, така дека нас за прва смена стартува 5:30, после тоа си доаѓа во 2, па си доаѓа вечер во 10 и така функционираме цел ден континуирано. Значи не сме биле ние единствените од утринска програма кои што стануваме во 5 часот, тука се нели и пекарите да ни прават друштво, веројатно само ние од утринска водителите, репортерите и пекарите сме на улица во тоа време. Би те прашала Верица, која е тајната на добриот бурек? Дали е сирењето кое што се става внатре, односно мастравот кој што го имаме народски кажано, или пак брашното? Брашното пред се и добриот мајстор, нормално. Замесот е многу битен. Сирењето нормално, месото, све да се биде квалитетно. Ние максимално гледаме од тој дел све да биде перфектно, за да нели нормално, за да имаме овој капацитет на муштери кој што го имаме сега. На вистина голем број на луѓе влегуваат, тоа се може да се види и од сликата и од камерата. Видица, ти благодарам уште еднаш за вашето драгоцено одвоено време во најфреквентниот период што не примивте во пекарата. Ви благодарам уште еднаш многу. Благодарам и на вас. Пријатно изволје. Да, вие, драги мои колеги, колешки, доколку чекате, нели, што да ви донесеме од овде, имате време да размислите уште некоја минута. Јас би пробала и вака од овој најпознат бурек кој што се троши и се продава во пекарата на Силбо. Верувам дека е одличен, многу пати сум го пробала, но навистина одлично. Јас веќе си го имам мојот појадок. Верувам дека и вие, драги мои колешки и колеги во регијата, наскоро ќе го имате и вашиот појадок. Огромен број на пецива, огромен број видови на лебови, исто така доста видови на бурек. Ја видовме навиката на скопјани што тие најмногу сакаат да појадуваат, кој е нивното нели омилено пeciво наутро. Секако ги споменавме нели и здравите лепчиња кои што ги има токму овде во пекарата Силбо. Ние ве поздравуваме од овде и ви посакуваме да си имате убав петочен ден и да си имате исто така и убав викенд. Браво, Ивана, јас до овде ги помирисав и Силбо е вречето, и бурекот, и пецивата, и сите видови на лебови. Силбо е закон за главниот град. Кој пробал, тој знае. И на вистина, се што и да донесеш, ние од се ќе пробаме ова утро. Поздрав до целиот вреден тим на Силбо.